Зошто била тргната забраната за продажба на удели во клиниката Жан Митрев? Дали Зоран Заев и Венко Филипче преку злоупотреба на политичката моќ сакале да ја купат оваа приватна болница? Дали обвинителството ќе ги истражува овие тврдења и сомнежи? Прашања поставивме уште вчера. Одговори можеби ќе имало денеска, бидејќи обвинителката која решила да ја тргне забраната вчера имала многу работа, постапувала во предмет на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција. Сепак, иако најавен, одговор од ОЈО се уште нема. Предметот е во обвинителството и можеме да го провериме утре. Уште повеќе што истата обвинителка денеска постапува во предметот на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и има итни обврски, така што утре одговор. Тоа е одговорот кој Алфа го доби вчера по тврдењата на познатиот кардиохирург и собственик на клиниката, дека екс-премиерот Заев и поранешниот министер за здравство, сега лидер на опозицијската СДСМ Венко Филипче, во време на ковид пандемијата барале начин да дојдат до сопствеништвото во приватната болница Жан Митрев. Нема одговор на прашањата дали обвинителството отворило предмет под опрен глас по ваквите информации. Митрев во гостувањето во вечерното шоу на Богдан Илиевски на Алфа изнесе дека тоа се случувало во екот на судската хајка против него како обвинет за наводни измами на пациенти при лекување за болени од корона. Јас викам, добро, тоа е се уред. Меѓутоа, викам, јас имам, покрај тоа што е блокирана болницата, имам и забрана да продавам удели. И тогаш се случува магијата. Настана мала, да речеме, забуна, чудење, забуна. После, сега точно не знам колку време, дали беше недела дена, дојде ново решение од обвинителство. Да, не, мислим, може би е чудно, меѓутоа дојде од обвинителство ново решение, кај што болницата е блокирана, мојата сметка лична е блокирана, а се ослободува болницата, има и може да се продават удели. А Филипче наместо да одговори дали е точно дека тој Заев преку притисоци и ургенции во обвинителството сакале да ја преземат болницата Жан Митрев, помалку и нервозно напад на Алфа дека ширела лажни вести и обвини за дефокус. Ако што гледате не знаете ништо ме прашувате. На вакви лажни вести од кујните на ВМРО не одговар. Ви кажав све. Фейк ньюс, Алфа, фейк ньюс. Мене ме обвинуваа дека имам куќе у нерези. Доаѓаше ваш колега новинар. Што се случи тоа? Ништо. И ова е истата работа. Имате одговорност за објективно информирање во јавноста. Не за вакви црни кампањи и дискредитирање. Ваквите тврдења на доктор Жан Митрев отвораат сериозни прашања дали здравствениот систем бил злоупотребуван за политички и бизнис интереси, дали судските процеси врз клиниката биле користени како средство за притисок и дали приватниот сектор бил цел на организирани обиди за преземање на клиниката.